Кратки најави за денешниот дневник. Во февруари во Охридскиот регион повторно доаѓа мониторинг мисија на УНЕСКО. Вевчанските василичари немале намера да ја сквернават Христовата вера и да ги повредат верските чувства. Центарот за управување со кризи со апел да се чистат оджаците. Презентирани предлог проектни решенија за можните сообраќајни врски на селата од општина Дебарца на делницата од Ботун до Оровник со автопатот во изградба. Фредерик X стана нов крал на Данска. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 6 степени Целзиусови. Во вторник во северните делови на Европа ќе преовладува студено, ветровито, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од снег. Во крајните југозападни и југоисточни предели умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд, но потопло. Во останатите предели стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево, но студено време со појава на локална облачност. Во крајните југозападни и југоисточни предели се услови за локални врнежи од дожд и потопло време со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 14 степени. Во Македонија во вторник во раните утрински часови во северните, северозападните и западните предели се услови за локални врнежи од дожд, а над 1000 метри со слаби врнежи од снег. Во текот на денот насекаде ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и релативно топло за овој период од годината. Ќе дува умерен северозападен и југозападен ветер со брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 2 до 10 степени. Во Охрид во вторник во утринските и предпладневните часови ветровито и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во среда умерено облачно време со сончеви периоди и потопло со максимални 9 степени. Во четврток умерено облачно време со сончеви периоди, а во попладневните и во вечерните часови со врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната до 11. Во петок ќе имаме умерено облачно време со сончеви периоди и потопло со минимална температура од 6 степени, а максимална до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во февруари во Охридскиот регион повторно доаѓа мониторинг мисијата на УНЕСКО. Ке се проверува до каде е спроведувањето на препораките. Министерката за култура вели, поголемиот дел од обврските се на локалните самоуправи. Мониторинг мисијата на УНЕСКО идниот месец повторно доаѓа на увид во Охридскиот регион. На терен ке се проверува до каде е спроведувањето на препораките. Најголем дел од обврските се на општините, вели Министерката за култура. Таму каде не се почитува мораториумот за градба и се изградени дивоградби, ке мора да постапи Државниот градежен инспекторат. Ви знаете дека законот е повлечен повторно од собраниска процедура за легализација на бесправно исправените градби, токму заради забелешките од Националната комисија за УНЕСКО, каде што реагиравме бидејќи не може се што е изградено во заштитено подрачје, бидејќи е изградено да се прогласи за легална градба. Струга до денес не изготви регистар на дивоградби, но преку новиот софтвер на Националниот парк Галичица се скенира целиот терен кој ќе ги открие нелегалните градби. Заедно со Национален парк Галичица направено е скенирање на целиот тој терен во Охридскиот регион и ќе утврдиме што е тоа што е дивоградба во општина Струга, што не независно од што општина Струга изјавува. Ако сакате конкретно за општина Струга, има поднесено неколку предмети до Националната комисија, јас можам да ви кажам од кога сум таму министер и кога како по функција председавам со Националната комисија за УНЕСКО. Од сите предмети се дозволија само оние кои што беа по закон. Уривање на дивоградби и ограничување на градбите во старото градско јадро се само дел од задолженијата што им ги даде владата на надлежните институции по препораките на УНЕСКО. По реакциите на јавноста и на Бигорскиот манастир на карневалската интерпретација во Вевчани, каде повеќе василичари влечат крст изработен од гајби пиво, реакција и од василичарите. Велат, маската не ја сквернави верата, Бог ниту светиот крст. Пораката била Исусовите маки на пијаните. Појаснуваат, карневалот е пародија, одслик на слободоумноста на вевчанци и тоа е така со векови. Никој не знае какви маски подготвуваат василичарите. Тие се чуваат во потполна тајност. Вевчанци револтирани од навредите на социјалните мрежи, велат карневалската интерпретација на крст изработен од гајби, која предизвика лавина реакции од верници и Бигорскиот манастир не представува сквернавање на христијанската вера, ниту некој во Вевчани имал таква намера. Пораката на маската се маките на пијаните лица, а не било какво сквернавање на Бог и светиот крст. Василичарите велат повредени се од намерните напади на јавноста, упатени кон уникатната и најстара карневалска манифестација во земјава. Велат Вевчани е столбот на православието во регионот. Ние во Вевчани имаме парокијски свештеник, кој на Василица сечи леп. Значи, тоа е христијанство. Ако сме ние пагани, како што сме опишани насекаде ни социјалните мрежи, зошто црковните бајраци одат напред во василичарските ора? Зошто попот во двата конаци, горнамалски и долнамалски, сечи леп? Што се сака да се постигне, тоа не знам. Значи, не ја знам позадината. Насетуваме од кај иде центарот, од кај е. Не сакаме да преюдицираме додека не се разјаснат работите. Ако хуморот, ако сатирата не се свати, значи проблемот не е кај нас василичарите, проблемот е од другата страна. Карневалот е пародија, одслик на слободоумноста на Вевчани и тоа е така со векови. Никој не знае какви маски подготвуваат василичарите, тие се чуваат во потполна тајност. Карневалот од секогаш бил спој на христијанството и паганството, токму поради тоа е уникатен и познат во светски рамки. Секој прави што сака. Значи не можеме ние цензура кога не знаеме што ќе се деси од 12 до 13 на вечерта. Не знаеме кој што спрема. И како одбор, ево, не сум во никој одбор, како одбор, како би реагирале кога ништо не се знае што ќе излезе дента. Вевчанци се едни културни, едни хумани луѓе, домаќини, пред се верници. И овде секој си имаме кучна слава, си ги почитуваме светците. Значи, немојте да го сватите сето тоа во контекст како што вас ви одговара. Во Вевчани е единствениот спој на паганството и христијанството. Тука се направил еден интересен спој, каде што, например, можете да видите напред игра бајракот црковен, позади него ѓаволот. Зошто досега не реагирал никој на тоа? Глупавиот Август, вилите, ѓаволите, значи тука е тој спој, да се истера злото. Цел свет сака да дојде во Вевчани, нас македонците ни смета Вевчанскиот карневал.
Имавме новинарска група од Норвешка, од Полска. Значи, идат луѓе странци да го видат тој спој на паганизмот и христијанството. Вчера Бигорскиот манастир преку сообштение во јавноста побара извинување од василичарите. Инаку пред 12 години за маска на Вевчанскиот карневал имаше силни реакции и од исламската верска заедница. Апелот на верските заедници до василичарите тогаш беше да се избегнуваат маски со навредлива содржина кон верските чувства. Центарот за управување со кризи информира дека и покрај студените температури, пожари на отворено се уште има, особено за викендите, како и пожари во населени места кои пред се поради запалени оџаци. Пожарите на отворено, покрај тоа што ја загрозуваат околината, особено го загрозуваат и квалитетот на амбиенталниот воздух во подрачјата, каде што е веќе загаден, велат од ЦУК. Паралелно, во последното деноноќие, пожарникарите во државава интервенирале и на повеќе пожари во населени места, при што дел биле заради запалени оџаци, што оваа грејна сезона се многу чести, а се потенцијална опасност за поголеми опасни пожари. Центарот за управување со кризи заедно со медиумите алармираше оџаците да се чистат превентивно согласно препораките на пожарникарите, па макар и сега во зимската грејна сезона. Запалени оџаци вчера гаснеле во Тетово, Штип, Охрид и Битола, информираат од ЦУК. Тим од општина Охрид во работна посета на Турција. Општинскиот тим го презентираше својот проект СИЦ за вклученост на учениците во заштита на животната средина. Тим на општина Охрид во состав Наташа Недановска, Елена Арсовска-Манчевска, Ана Топенчарова-Ковачевска, Сања Бачевски и Каролина Буџаковска под менторство на магистар Ива Николовска присуствуваше на неколкудневна работилница во Кушадаси, Турција, каде учесниците работат на развивање на иницијалните проекти презентирани од страна на проектните тимови од Македонија и Турција. Менторката Николовска одржа предавање на тема Искуства при креирање и имплементација на проектот како дел од програмата за кодизајн за одржливи, еластични и инклузивни јавни простори и услуги, а општинскиот тим го презентира својот проект СИЦ за вклученост на учениците во заштита на животната средина. Проектните активности веќе се започнати и 20 на автохтони растенија кои се типични за планината Галичица се веќе дел од едукативната патека Мини Арбуретум, согласно временската рамка на проектот. Понатаму следи обележување на истите со нивните народни и латински имиња и дополнување за време на пролетните месеци со други видови. Планирано е да бидат организирани повеќе работилници кои ќе се одржат во соработка со стручните тимови од Националниот парк во зелени и забавни едукативни училници во кои ќе бидат опфатени ученици од општинските училишта, како и членовите од клубот за стари лица при општинската организација Црвен крст Охрид. Гостувањето во Турција следи по успешната соработка од минатата година за програмата за кодизајн за одржливи, еластични и инклузивни јавни простори и услуги од Универзитетот Лунд од Шведска за 2023-2024 година. Денес во општина Дебарца представници на општината, местните заедници, јавното претпријатие за државни патишта, проектантите и засегнати страни одржаа работен состанок. На состанокот беа презентирани предлог проектните решенија за можните сообраќајни врски на селата од општината со автопатот во изградба на делницата од село Ботун до село Оровник, информира градоначалникот на Дебарца Зоран Ногачевски. Во конструктивна расправа, представниците на местните заедници изнесоа одредени предлог за белешки и сугестии со цел да се обезбеди подобро приклучување на селата со автопатот, а кои како предлози преку општина Дебарца дополнително ќе бидат доставени на разгледување до јавното претпријатие за државни патишта, соопшти Ногачевски. Нови цени на горивата од ноќеска на полноќ, соопшти Регулаторната комисија за енергетика на Македонија. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се намалуваат за 0,5 денари за литар и истите ќе изнесуваат 76,5, односно 78,5 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот се зголемува за 1 денар и новата цена ќе изнесува 73,5 денари за литар, колку што ќе изнесува и новата малопродажна цена на екстра лесното масло за домаќинство. Цената на мазутот се зголемува за 0,424 денари и сега ќе изнесува 41,941 денар за килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Северна Кореја изврши тестирање на хиперсонична ракета, соопшти Севернокорејската централна новинска агенција, додавајќи дека вчерашното тестирање било со цел да се провери подготвеноста на моторите на цврсто гориво и маневарските способности на хиперсоничната боева глава, пренесува Reuters. Тестирањето го осудија САД, Јужна Кореја и Јапонија. Инаку, ова е прво тестирање на балистичка ракета во 2024 година од страна на Северна Кореја. Според извештајот, тестот бил успешен и не представувал безбедносна закана за соседните земји. Армијата на Јужна Кореја пак соопшти дека проектилот прелетал околу 1000 километри пред да заврши во водите помеѓу Корејскиот полуостров и Јапонија. Инаку, делегација од Северна Кореја е во посета на Русија. Северокорејската министерка за надворешни работи ќе разговара со нејзиниот колега Сергеј Лавров, додека двете земји ги продлабочуваат економските, политичките и воените врски. Започна 5-дневниот годишен состанок на Светскиот економски форум во шведскиот ски центар Давос, под тема враќање на довербата. Повеќе од 60 светски лидери се приклучуваат на стотиците бизнисмени, кои ќе се осврнат и ќе се обидат да најдат решение за голем број теми поврзани со ескалацијата на геополитичките тензии и глобалните трговски грижи поврзани со Блискиот Исток, влошување на конфликтите на климатските промени, слаба глобална економија, страф од вештачка интелигенција, напади врз комерцијалните бродови во Црвеното море. Организаторите на самитот од самиот извештај наведуваат дека дезинформациите се најголемиот краткорочен ризик. Најмалку 4 лица загинаа во снежна бура и арктичкиот студен бран со рекордно ниски температури што зафатија делови од САД. Студениот бран се прогнозира да трае најмалку до средината на неделата. Температурата во американските сојузни држави Монтана, Јужна и Северна Дакота ќе се спушти до 50 степени под нулата, соопшти Националната метеоролошка служба. Десетици илјади луѓе на северозападот на САД останаа без струја. Во американската сојузна држава Орегон повеќе од 120.000 домови и деловни објекти останаа без струја поради снежната бура. Во американската сојузна држава Тексас, државниот оператор на електричната мрежа утрово апелираше до жителите да штедат струја, бидејќи поради студеното време е забележана рекордна потрошувачка. Многу летови во САД беа откажани поради времето. Данска доби крал. Кралицата Маргарета II му го предаде тронот на својот син Фредерик, кој по формалната абдикација на неговата мајка сега е крал на Данска. Десетици илјади данци се собраа во Копенхаген за да сведочат за неговото историско наследство. Преследувањето на тронот во Данска е свечена церемонија која всушност не бара ништо друго освен подпис. Така кога кралицата го ставила својот подпис на документот, тоа значило дека може да се прогласи нов регент. Мојата надеж е дека ќе бидам обединувачки крал. Тоа е задачата на која и пристапував целиот мој живот и што ја превземам со гордост, почит и радост, кажа новиот крал. Кралицата Маргарета II беше на данскиот трон 52 години, откако ја превзеде функцијата од нејзиниот татко. Таа е монархот со најдолго владење во историјата на Данска. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.